Членови на Советот на Општина Битола, врз основа на член 26.2 од Статутот на Општина Битола, ја отворам 75-та седница на Советот на Општина Битола. Врз основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата во овој момент присуствуваат 25 членови на Советот. Еден кај мене го најави своето недоаѓање на денешната седница, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локалната самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучување. Ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Со една точка, одлука за кофинансирање за проект реконструкција на коловоз, локален пат за село Брусник, Битола. Дали има предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред? Иван Чотошевски, само ќе ве замолам поради ситуацијата да се придржуваме до мерките и се да носиме маски. Повелете, колега Тошевски. Ви благодарам, председателе, почитувани колеги советници. Предлагам дневниот ред да го дополниме со следната точка. Одлука за барање на информација до Влада на Република Македонија за текот на исплатата на обештетувањето за настанатите штети во атарот на село Егри од невремето кое што го зафати истото село во јуни 2019 година. За ваша информација, значи, резидентното население, значи жителите на село Егри кои што се занимаваат со земјоделие, до ден денес, значи, не ги добиле ветените средства за обештетување на по невремето кое што го зафатил тој регион во текот на јуни 2019 година. Само за подсетување, значи, на 17 јуни 2019 година во посета бил Методија Илиевски као координатор на советничката група заедно со Емилија Костурски и со Зоран Стојчевски, каде што стои на Facebook статус дека денес заедно со колегите од Советот и представници од Општина Битола ги посетивме оштетените земјоделски површини од град во атарот на село Егри. Се повикуваат сите земјоделци од општината во чии што земјоделски површини е направена штетата да достават барање за надомесна штета до Општина Битола. Заедно со барањето потребно се достави имотен лист од површина која се наоѓа земјоделската култура и така натаму и вика дека веднаш по пристигнувањето на пријавите ќе бидат направени проценки и истите ќе бидат соодветно обештетени. 17 јуни 2019 година, денес сме веќе 2 години, за брзо 2 години, значи луѓето се уште не ги добиле ветените парични средства за обештетување по невремето кое што настанало. И апсурдот да биде поголем, еве денес имаме седница која што според мене е спротивно на деловникот за работа на овој совет, каде што ќе донесеме одлука за кофинансирање, значи повторно добиваме, би требало да добиеме средства за Општина Битола од централната власт, а еве доцни исплатата на обештетување на населението од село Егри за настанатите штети од градот кој го погодил, тоест на времето кој го погодило во тој период. Затоа предлагам да ја усвоиме ова одлука. Од наназад еве што јас се обидував да се информирам, исто така и дел од колегите советници и преку пратениците, значи најнапред беше ветено дека со ребалансот после избори на буџетот ќе бидат исплатени штетите, потоа сето тоа не беше сторено, па еве беше кажано дека со усвојувањето на новиот буџет веќе ќе бидат предвидени средства за исплата на штетите, меѓутоа до денес не е исплатено обештетувањето кое што беше ветено и кое што согласно закон им следува. Петровска, за жал, ние не ја гледаме на седници, иако согласно деловникот за работа на Советот има обврска
најмалку на секој 3 месеци да не информира за спроведувањето на одлуките кои што ги носиме тука. Исто така и немаме никаква информација, не само за ова одлука, туку и за сите кои што сме ги донеле наназад, така да мислам дека како советници кои што работиме во име на граѓаните, мислам дека треба да изгласаме оваа точка и во име на Советот на општина Битола, тоест во име на граѓаните, кои што еве се засегнати од овој проблем, да побарам информација, да се обратиме до влада на Република Македонија, да побарам информација и да ни кажат зошто се доцни со исплаќањето. И се надевам дека со ова ќе дадеме допринос да се исплатат средствата што е можно побрзо. Ви благодарам, колеги. Благодарам. Дали некој друг бара промена на дневниот ред? Ако нема, само да ви одговорам. Го знам проблемот. Значи, до кај мене стигна негде пред пола месец таква информација како председател на Совет побарав до Комисијата за исплата на штети и со комисијата која тука ја проценува штетата се нон-стоп во комуникација. Мислам дека имаш некаков проблем во однос на документите и имаше проблем со таа комисија, 4,5 месеци не функционираше. Сега е во нов состав, меѓутоа ова што го баравте веќе како председател на Совет го направив. Ви пратив јас сега по Вибер ви пратив комуникацијата и ви пратив она што јас сум го пратил до таа комисија за исплата на штети, така да веќе по едно вакво барање е постапено. Како председател на Совет сум постапил, бидејќи го знам проблемот и нивната исплата на штети се издолжи. Штетата беше негде 31.7.2020 година, така да не грешам само. Не зборуваме за штетите настанати во 2019. Да. За 2019 да не зборувам, да Момент, вие да не само зборувате да за видам. нешто друго. Не. И може и порано да се настанати, мислам дека и 2018 да се настанати тие штетите. Не, за ова е 2019 конкретно. Значи е пратено и конкретно е пратено за во тој дел, така да мислам дека и брзо ќе се реши ситуацијата и ќе се добие одговорот и ќе бидат исплатени. Значи е постапено, јас сум пратил пред 5-16 дена таков допис. Ама председателе, сега извинете вака што го упаѓам и јас од место, меѓутоа во барањето кое што сега ни го пративте, стои за настанатите штети на подрачје на општина Битола за 2018 За година. тие се работи за тие за кои зборуваме, оно што е настанато невреме Ова од не време град, за кое што јас зборувам станува збор за 2019 невреме година. од град во Егри. Да, за 2019 Ето така. година и мислам дека ќе дадеме друга тежина. Имаме комуникација, значи имаме постојана комуникација, пратено е комисијата, нашата комисија што е за проценка на штетите се во постојана комуникација. Мислам дека за брзо време ќе се реши проблемот. Значи стојам на ставот Да. дека треба да донесеме одлуката и во име на Советот, во име на Добро. граѓаните да Значи бидејќи се работи што е дадеме малку постапено, поинаква тежина, Добро, затоа што биде. на вистина имаат проблем, сериозен не проблем. разбирам, граѓаните. значи бидејќи се постапува за понакво, ние освен воздржани, не знам како друго би го протолкувале вашиот предлог. Во ред, значи гласаме за предлогот на колегата Иванчо Тошевски, кој е замолал да крене рака. 368, кој е против? Да. 8 воздржани. Тука има 16 воздржани. 15 воздржани. Преминуваме на гласање на дневниот ред. Кој е за предложениот дневен ред, молам да крене рака. Против, воздржани, едногласно од присутните советници е усвоен дневниот ред. Минуваме на првата точка од дневниот ред, одлука за кофинансирање на проект реконструкција на коловоз локален пат за село Брусник, Битола. Истата се разгледуваше на Комисијата за финансии пред почетокот на оваа седница и Комисијата со 3 гласа за ја усвои одлуката. Отворам претрес. Дали некој бара збор? Габриела Илиевска.
Почитувани присутни, ова денес кој го имаме на дневен ред е добро. Сме аплицирале за проект, ќе добиеме пари и сето тоа е во ред. Меѓутоа, јас како советник имам еден предлог, бидејќи ни кажа председателот дека до 12 часот треба да ја доставиме одлуката до владата. Имам еден предлог да не се мачите два пати поштар да пуштате, да си подпишите сите колективни оставки заедно со Петровска и да си ги пуштите, и мислам дека тоа е единствениот начин во Битола да се направат поќе улици, не само до Брусник, а со тоа ќе ги куртулиме граѓаните да престанете да ги трошите нивните пари за сликање на недоправени улици. Оти предпоставувам по 3 месеци дека и флаер ќе извадите од недоправена улица кон Брусник. И ова е последен апел до вас да престанете да си играте со нивните пари. Се понатаму од тука кој ќе го правите е само гол, ефтин, политички, предизборен популизам со пари на битолчани. Ви благодарам. Благодарам. Коњановски, Патошевски. Почитувани колеги, прво да изразам задоволство што се гледаме вака после подолго време, мислам во живо, што имаме седница вака отворена и се надевам дека така и ќе продолжиме, дека ова зло ќе остане зад нас. Драго ми е тука живи и здрави сите што сме, така да се надевам дека уште овој дел од мандатот заедно ќе го дотуркаме некако. Да нема дилема на почетокот, значи како советничка група и јас лично со двете раце го поддржуваме, значи ја поддржуваме оваа точка, овој предлог кој е денес како тема на дискусија. Меѓутоа повторно стои она, знам дека се работи во цајтнот, меѓутоа останува она што повеќе пати досега го имавме видено, се повторува дека и ова 75 адхок свикана седница од 5 до 12, без доволно информации, без да бидеме информирани како што е ред, меѓутоа го прифаќаме пошто се работи за ова што го кажавте. Значи, интересно беше на што се должи брзината, итноста за свикување на седница. Објаснавте дел и на комисијата, жалам што подзакаснав и не, меѓутоа се информирав доволно. Не е прв пат, значи ова. Дали ова преку ноќ вака донесување на одлуки се работи за некаков проблем во вашето планирање, изготвување на документацијата, во реализацијата, во организација на работата, дали некој ве кочи, ве притиска или просто станува со два збора, значи се работи за незнаење, небивање на сите нас, значи не се обраќам само до вас. Зошто вакви одлуки ни се случуваат кои будат и сомнеши кај граѓаните и кај нас кај сите, дека пред избори, сега 4 месеци, што се вели неколку месеци до избори, ќе го исправиме на што не е направено до сега. Иначе вакви проекти, дај Боже да имаше повеќе и градот да ни личи како што треба. Во конкретниот случај, досега во програмите за уредување на градежно земјиште или во развојните програми не се сеќавам дека видовме нешто проект за Брусник, иако веламе одлично нешто што го правиме и што ќе се направи. Проектот е во ред, но зошто цели 4 години не беше ставено, него сега пред избори сега, тоа е зошто досега не се аплицираш. Дали е проблем комуникацијата ваша со локалната самоуправа, или може да се надевавте дека 100% државата ќе го реализира проектот. Или сега, како е на крајов, по принципот дај што даш, да се земи она што може да се направи. Би било редно да дознаеме, јас не знам дали беше кажано на комисијата, од кои програми ќе се алоцираат или ќе се покријат средствата за делот од општината кој треба да се издвои, зашто во постоечките не гледав баш некој простор дека имаме, меѓутоа веројатно и на следната седница нешто повеќе ќе дознаеме. Иначе ги имате сите полуги на власта, сите алатки во вашите раце, се и беа, бришан простор пред вас, преку 30.000 гласови, како огромна подршка, но и голем товар, одговорност. Пробавте се и се што
ловевте криминалци во општината, организиравте организиран лов на вештерки во општината, корумпирани функционери се бараја, раководители се обидаа да се дислоцираат, да се сменат, ништо од тоа. Нити има кривични, нити има поапсени, нити нешто со тоа се среди. Повторно, таа организација неред и пак ќе речам некакво испаѓа како неспособност сите да не знаеме да ги добиеме работите кои можеме да ги издействуваме, дали од централна власт, дали од фондови. Иначе нема никој против за градот да биде подобро од она што е. Се занимаваме со ситни, како да речам, ситни профитерски калкулации од типот садење џунџулиња, лаванда, наместо на исечени магнолии, исечени борови, односно нестручно санирана улица, паднат бор, одиме под плаштот тоа дека нешто ќе садиме, нешто ново ќе правиме. Пак велам, значи нестручност, незнаење. Можам да кажам за крај дека и најзаблудените подржувачи, оние кои ви дадоја бланко подршка и шарената револуција и сите околу фактори кои учествуваа во таа шарена голема лага, на крајот останавме со празни раце и еве го истекува мандатот. Се надевам дека барем во овие 4 месеци или колку останаја до крајот, таа брошура ќе биде поголема, ќе личи барем на книга и дека ќе го видиме она сето што го обеќавте, макар да велам се сомневам, дај Боже да грешам. Иначе на ваков начин популистички во една брошура 15 на улици ставени и сликани од 15 позиции, значи се повторуваат на неколку места истите. Не гледам дека со тоа нешто некој ќе исправите, меѓутоа пак велам, тоа е до ваша одлука едноставно и ваш начин на работа. Ви благодарам. Иначе ја поддржувам од се срце, значи одлуката. Благодарам. Благодарам, Тошевски. Благодарам, председателе, почитувани колеги. Сите активности на досега најнеспособната локална власт, предводена од СДСМ и Петровска во Битола, во овој период се само една страшна предизборна паника под мотото "Избори се ближат". Доказ за тоа и денешната седница. Значи се познава дека сте во паника и цела таа некоординираност помеѓу централната и локалната власт денес не примора да бидеме присутни на седница, која е спротивно на деловникот за работа, но еве, како советничка група на ВМРО, ДПМН и коалицијата, значи ќе го прифатиме тој предлог. Меѓутоа не можеме да останеме неми на сите овие случувања. Толку е големо подценувањето кое што во моментов го правите на Битола и на битолчани, што навистина не знам како би можеле да го измериме сето тоа, меѓутоа уште еден доказ за сето тоа е токму оваа брошура, која што битолчани ја добија на своите адреси, направена од општина Битола, каде што има десетина улици и сите тие улици ги имаме сликано на можеби преку 50 фотографии во оваа брошура и за тоа како се одвиваат градежните активности во овие неколку месеци, доказ ви е оваа насловна страница. Значи ова според мене повеќе наликува фотографија на Битола помеѓу двете светски војни, отколку Битола во 21. век. И уште сте избрале улица која што е реконструирана скоро, каде што се потрошени пари само за нов коловоз, а вие до вчерашните борци, големи борци за заштита на здрава животна средина, од оздола под овој нов коловоз е останата старата азбестна водоводна мрежа. Што значи во скоро време ова повторно ќе треба да се ископа, како што се ископани еден куп нови коловози кои што се направени со пари на граѓаните. Значи ништо друго не правите освен што бркате скап политички маркетинг од џебот на граѓаните.
И сега ова го прикажувате како нека градежна офанзива на СДСМ и Петровска во Битола, а всушност станува збор за најнормални редовни активности, кои што непречени, континуирано, локалната власт и Петровска требаше да ги изведуваат во изминатите 4 години. А не вие сега ги започнувате на 4 до 5 месеци пред избори. И со тоа уште и се фалите. Значи целосно непочитување, значи подценување на битолчани. И ако со денешната одлука, која што ќе донесеме, и дај Господ да се направи, дај Бог да се направи тој пат, што е можно побрзо за локален пат за село Брусник, меѓутоа јасно му е на сите, дека наредно што ќе следи, ќе биде доаѓање тука на Заев во Битола и повторно сликање, како централната власт ја помага Битола, и сето тоа го правите во обид дека битолчани ќе заборават на двата крупни проекти кои што требаше да ги реализирате како локална власт во содејство со централната власт во висина од 80 милиони евра. Во висина од 80 милиони евра кога зборувам за двата проекти, топлификација и проектот прочистителна станица, за кои за двата имаше обезбедени средства со одобренија за градба од претходната власт предводена од ВМРО ДПМН. Зборам централна и локална. Вие во овие 2 години за тие два крупни проекти кои што требаше да го поттикнат локалниот економски развој, така да 80 милиони евра не е мала сума да се реализираат тие два крупни проекти во Битола. Значи покрај тоа требаше навистина да доведат до решавање на голем број на проблеми кои што доаѓаат од делот на здрава животна средина. Значи не знам што друго да кажам, освен тоа дека паниката очигледно дека е помеѓу вас. Очигледно јасно е дека се тоа што го правите само еден скап политички маркетинг од джебот на граѓаните. Очигледно е дека проекти кои што се реализираат таму каде што имаме нов коловоз, после месец или два повторно се копаат, така да не само што не успеавте да го подобрите вашето лице како локална власт, туку значително и го влошувате. Само вие самите се верувате дека конечно нешто почнавте да правите добро за битолчани. Ви благодарам. Благодарам. Должен сум поведи, колега Илиевски. Благодарам, председателе. Читувани колеги, најнапред да ги изразам задоволството, како што каже колегата, што сите заедно сме тука, сите на број. Се надевам дека ова ќе продолжи да работи Советот на ваква практика, да видиме тука на седниците на Совет. А и се надевам дека ќе продолжиме да работиме конструктивно, како што некаде застанавме со онлайн седниците, односно почнавме, но за жал тоа не е така. Надвор на новинарско прашање, кажав тоа што ќе го кажам сега. Добив прашање од страна на новинарите дека паниката почнува да расте. Да, точно е. Паниката почнува да расте, меѓутоа сигурно дека паниката почнува да расте во делот на опозицијата. Зошто? Затоа што се она кое што тука го носевме како одлука во изминатите 4 години, се она што го носевме низ буџетите во изминатите 4 години, се она што го планираше општина Битола, во и како голем дел се реализира. Се реализира во сите гранки, во спортот, во инфраструктурата, во подобра животна средина, во културата и така натаму. И јас велам дека грешка е што се направи една брошура. Требаше до сега 10 такви да се направат за сите области во кои општина Битола вложила во изминатите 4 години. Зошто? Во културата, офицерскиот дом, реконструкција на безброј објекти, во образованието, најнапред ги облокиравме училиштата, а потоа сите ги реконструиравме. Во инфраструктурата ги подобривме и ги рехабилитиравме сите влезови во нашиот град. Влезот од Охрид, улица Довледжик, ја направивме претходно во еден дел, сега ја отвараме повторно и ќе ја завршиме истата. Влезот од страната на Прилеп, други витални улици во нашиот град,
и Линденска улица, најголемата улица по метража, километражи, како сакае да кажете во нашиот град. Значи, почитувани колеги, да, точно криви сме што направивме 10 брошури за сите работи кои ги направивме во изминатиот период. Да ја подсетуваме вас, бидејќи очигледно заборавате, и да ги продолжиме да ги информираме битолчани, дека во Битола владее правото, правдата, честноста. Во Битола владееше мрак. Го сменивме личното осветлување. Ја осветливме општина Битола со ефтини пари. Ги модернизиравме сите јавни предпријатија. Во јавните предпријатија, кои ги презедуваме менаџерските екипи, кои ги поставивме ние како раководни лица, претходно владееше хаос. Беа предпријатија задолжени до максимум. Истите тие, во неколку наврати, да не ги набројувам, се модернизираја во секаква смисла на зборот. Нови алатки за работа, метнување на нови софтвери и системи за работа во јавните предпријатија. Затоа што честно, домакински и искрено се вложуваше во овие 4 години. И резултатот е видлив и евидентен дека навистина Битола продолжува да се движи во вистински правец. Спортот на најниски рамки го оставивте, го зедовме и го донесовме на највисоки рамки. Ви зборував тука во изминатите 2-3 години. Почитувани колеги, Битола се развива, се шири и ќе продолжи така да биде и во наредниот период. Ве разбирам, паниката е на ваша страна, затоа што ние влегуваме во сериозно предизборие и во период во кој оваа политичка гарнитура, предводена од СДСМ коалицијата, повторно ќе го добие новиот градоначалник во општина Битола. Благодарам. Добро. Јас да кажам некој збор. Почитувани советници, почитувани колеги, во интерес, изгледа ни фали ваквата седница во живо и во интерес на она што зошто додовме до ваква седница, должен сум да кажам неколку работи, за да не ни се одвлекува вниманието на секакви политички теми, туку да се концентрираме на она што е тема на денешната седница. Прво да ви се заблагодарам за тоа што и како советници, и како координатори прифативте да имаме една ваква седница, во која морам да признам дека е закажана не надвор од деловникот и статутот, туку надвор од процедурата која досега ја практикувавме. И самите знаете дека седниците ги закажуваме многу порано, не во оние класични 7 дена. Сите знаеме дека наредната седница на 8 јуни е негде најавена од денес наназад негде пред 15 дена и најголемиот дел од материјалот, вклучувајќи го и ребалансот на буџетот и кварталниот извештај го имате добиено. Значи, ви се заблагодарувам за тоа што денес присуствувате на една ваква седница. Зошто мораше да биде толку итна седницата и зошто мораше да биде закажана за еден ден? Затоа што денеска до 12 часот треба да испратиме одлуката и мислев дека е доволно време, негде околу од 9:30 до 12 да завршиме одлука со која од Министерството за локална самоуправа, односно Бирото за регионален развој, ќе добиеме негде околу 70.000 евра за изградба и реконструкција на патот кон селото Брусник. Мислам дека 70.000 евра не е сума за подценување и дека ако не ја донесовме одлуката ние како совет, тие пари немаше ни да ги добиеме. Дали некои колеги требало да ни извести порано, требало да ни направи
дека треба да имаме таква одлука, зошто не сме донесле пред 10 дена, зошто не сме били известени пред 15 дена. Не е работа на овој совет. Оно што мислам дека како совет и како председател на совет треба да го направам е тоа да ги овозможиме сите услови со кои и едно најмал и едно евро да можеме да донесеме во градот, треба да го донесеме како советници. И затоа ја кажувам благодарноста дека за денешното ваше присуство и оно што сте го сватили како наша должност, тие пари да бидат земени и вложени во градот. Зошто некој од колегите праша се 50%, не се сите, па ајде дај што ќе дадеш. Во овие програми од што се од Министерството, кога аплицирате има 3 програми. Во оваа програма кога конкурираат општини со општини, чиј центар е во град, значи како Битола, и секогаш кога ќе бараат патишта кои се надвор од градот и проекти кои се надвор од градот, тогаш финансирањето е 50-50 и тоа е по закон. Така и затоа сега ние ги добиваме тие 4 милиони и 700, а другото ќе го финансираме ние. Дали го има во некоја програма канализацијата и водоводот кон Брусник, дали е предвиден? Го нема, мислам дека го нема во програмите за комунални дејности или за градежно земјиште, меѓутоа кога ќе биде спремно ќе ни го дадат нас, ние ќе го изгласаме и тој дел ќе се движи. Небитно е дали ќе се направи за 2, за 3 или за 4 месеци, кога ги имаме парите, го имаме проектот, тој дел ќе се направи, за жителите на тој дел ќе остани. Ние може и нема да бидеме советници, меѓутоа она што ќе го се направи, нема да си го однесеме дома, ќе остани таму и ќе го користат. И во тој дел се значајни овие пари, со тоа што мислам дека прочитав дека на совет, некаков совет на региони се е името на телото кое ги доделувала средствата. На Битола му се доделени уште 2 милиони за водовод и уште 6 милиони на нискоградба за набавка на машини, што со овие сума од 4 милиони се негде околу 200.000 евра, што мислам дека не е никаква сума за подценување и дека најмалце сума на која треба да се подсмеваме и да викаме дека е никаква и дека е мала, меѓутоа е исклучително значајна. И уште еднаш ќе спомнам дека во тој дел покрај коловозот ќе се кон селото ќе се изгради канализација, ќе се изгради и водовод, така да мислам дека должината е негде околу 1,5 км, така да во тој дел ќе решиме еден проблем на жителите. Мислам дека не само на селото, таму ќе опфати дел на луѓе кои живеат, имат, не знам дали се викендици, дали се во патот кој оди покрај патот до селото, така да ќе решиме проблем на доста жители и проблем кој ќе остани решен, ајде да не речем во следните 30 или 40 години. Значи толку би имал околу оваа точка, со тоа што уште еднаш благодарност за тоа што сме присутни на оваа седница, сите советнички групи, и додека трае овој мандат или додека јас сум председател на совет, секогаш кога ќе имаме некоја ваква точка на која треба да донесеме одлука, треба да донесеме одлука во интерес на граѓаните, од мене нема да има никаков проблем за таа одлука да биде донесена и да закажиме на ваква седница. Ви благодарам. Чулаковски. Благодарам, председателе, колеги советници.
Пато за Брусник. Уба точка, вонредна седница, ќе дале нешто од владата, нешто ние да го направиме, супер. Убаво рече Валентин, ќе се согласам, нешто за битолчани ќе остани долги години и ќе се реши еден проблем што го има во тој дел од град. Можеше да го изгласаме ова сите за, не мораше да дебатираме, меѓутоа кога веќе почнавме, колега Илиевски, ќе почнам со вас за кратката презентација што надржавте тука, нарочито инспириран од вашиот вчерашен прес за улицата Широка. Колега, се знаеме одамна, низ градот. Јас имав некое мислење дека си градско дете, млад, начитан, прошетан низ светот, дека имаш видено, дека имаш одено и дека знаеш како треба да изгледат некои работи и кај нас да ги имплементираме. Вчера се сликавте на улицата Широка, прес имаше, не знам дали прошета малце нагоре надолу. Дали то за тебе е улица со сите нишани? Не знам дали сам ти текна да одиш прес или те натерат партија. Колега Чулаковски, ве молам, Разговараме за значи не се улици во Битола. Не се обраќајте директно, ве оставив, не разговараме за улици во Битола. Ама сега пред малце сите разговараа за улиците во Битола, не ги прекинавте, вклучувајќи го колегата, ве молам, не ме прекинувајте и мене. Разговарајте и вие за улиците. За улицата во Брусник, да. Ве молам, не се за улицата во Брусник обраќајте разговараме. директно. Дека повторно ќе биде закрпена како сите досега улици што ги закрпивте во градот, за Брусник разговарам. Значи ќе биде направена брзо, предизборно и пак ќе се појават дупки како на другите улици што видовме, како на ова што е за нагоре за Брусничка населба. Видовте колкав кратер се појави, а исто колега морам уште еднаш за улицата за Широка да ви кажам, вчера бев таму, ви кажав инспириран. Требаше да прошетате погоре и подолу и тоа не е улица како што треба да изгледа во Битола. Тоа за неколку години ќе биде уништено. Тротоарите се обраснати со трева, со зеленило и не знам како брошурата ја спомнавте, колегите од опозицијата. Се согласувам со колегата Тошевски за ова што овде и со Коњановски се извинувам. Дали видовте дека на сликите ниедна улица не е нацртана, дека нема линии на ниедна од улицата, ни пешачки преми, ни ништо. Зошто сте објавиле слики кои што не се обележани за завршени улици, изградба, реконструкција на улици? Насловната страна од центарот на градот, улицата што тука асфалтирана. Машините стојат тука на улицата. Овие нацртајте, наредете цвеќиња, сликајте како што треба и после клајте на насловна. Битолчани гледат дека не е ништо направено како што треба, дека се е закрпено. Малтене на тоа одгоре уште и книга, моделите по сандучиња на сите, со проекти што ги немате довршени, што ги имате закрпено. Да ги подсетите какви крпенци имате направено. Видете го ова. Па едно време овде се каравте со двојче, ке снимаше филм, тој ако се сеќавате. Паники се кренаја, ке трошил двојче пари филм да сними за Битола за развојот. Вие, колеги, не заборавајте, 12 години двојче тука беше, истите овие работи ги гледавме и од него колегата Шевски, така. Само тој штампаше поголеми, помасовни, толкај. Филм, 20.000, 50.000 евра. Ова се непотребно потрошени пари. Непотребно. И од друга страна, јас како графичар, знам дека претходно двојче кој ќе издаваше вакво информ флаерче или не знам како да го наречам, стоеше најназад или најнапред на рачател општина Битола. Печатено тираж таја количина, вредност толку. Овде нема никакви податоци. Кој го печати ова? Колку кошта ова? Пари му земате на деца за свидетелствата, а вакви флаерчиња штампате и фрлате по сандучиња, мада е забрането делење на флаери по сандуци законски, ако не сте информирани. Ви благодарам. Благодарам. Методија Илиевски. Значи, колега Чулаковски, ви вам кажано и претходно, значи ќе ве замолам од сега понатаму да ги задржите личните навреди кои опатувате за самиот себе, не да ги делите тука по колегите, за моите компетенции, тоа што јас го имам постигнато, достигнато, дали сум прошетал негде или не, може да критикува
јавноста и моето семејство, најмалку вие, и затоа ќе ве замолам, бидејќи јавна е седницата, не го спуштајте нивото на оваа седница по 5-ти пат ви кажувам. Фала. Благодарам. Реплика Чулаковски. Колега, то со нивото на водење на седниците го имаме слушнато одамна. Видовме како реагираше јавноста. Вака, јас ве прашав, не ве осудив, не кажав ништо. Јас ве пофалив дека сте градско дете, начитано, прошетано. Не знам кај ја тука ја спуштив разговорот во седницата, нивото на водење на седницата. Јас ве пофалив. И едноставно ве прашав дали улицата за која што вчера кажавте дека е праена по сите нишани, за вас, како таков лик, успешен, градско дете, ви кажав, изгледа за улица направена со сите нишани во 21 век. Толку, колега, не ги звртвајте работите. Значи, Смачено ни е. Нема Председателе, потреба, фала ви благодарам. нема потреба од лично одбраќање одговорница. Имате точка на дневен ред. По неа дискутирајте, доволно материјал, така таа е точка на дневен ред. Дракалска имаше процедурално. Само една забелешка во однос на дискусиите на колегите. Значи, денеска имаме една точка на дневен ред и сите ја слушнавме како гласи таа точка на дневен ред. Ги замолувам колегите, ве замолувам и вас, председателе, да се држиме до точката на дневен ред. Во право сте, нема да дозволам дискусии надвор од точката, иако мислев дека е добро да продискутираме. Зоран Стојчевски. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници. Најпрво, стварно од срце ми е мило, ќе повторно зборовите на колегата Коњановски, што после долго време се гледаме сите на број и сите заедно, така да продолжи во иднина. Тој најведлив непријател да го ставиме зад себе и да бидеме поприсутни тука во оваа сала. Само неколку реченици сакам да спомнам околу точката на дневен ред. Значи се спомнаа некои работи кои што беа надвор од точката, меѓутоа нема да навлегувам во таква дискусија, ќе зборувам стриктно за оно за што сме денес дојдени. Значи се спомна зборот паника. Паника го фаќа тој што нема аргумент или не знае да се одбрани или во дадена ситуација не може да најде некаков излез. Власта во Битола мислам дека не ја фаќа паника, затоа што има сработено тоа што има сработено. Дали е напишано во брошурата, дали е видливо на лице место, дали ќе изгради за овие 4 месеци уште повеќе отколку што има изградено, тоа ќе го кажат критичарите и оценувачите во октомври месец. Тоа се граѓаните на општина Битола и ќе кажат дали е добро сработено, лошо сработено, дали е ставено во брошурата, не е ставено во брошурата и така натаму. Тука ќе завршам овој дел. Втората работа што сакам да ја спомнам, која што ја спомнавте, парите на битолчани се трошат залудно. Не е точно. Значи, неколку пати во неколку седници имаше критика зошто доаѓаат пари од централна власт, а власта во Битола не ги троши парите. Абе, дај Боже, централната власт имам спомнато, повторно ќе спомнам. Нека ни дава пари. Че централната власт не ги одблокира училишта, централната власт ни даде доста средства за одредени проекти во Битола. Тие пари што дадат во централната власт не ги носи некој од дома, тие се пари пак на граѓаните на Република Македонија, уствари и на битолчани. И битолчани уплаќаат пари во централната власт, парите да добијат нешто назад. Значи, дај Боже да ни дава во иднина такви средства. Парите на битолчани каде оделе? Парите на битолчани ќе кажат тие што треба да ги потрошат. Дали се на сметката, дали ги реализирале, дали ги потрошиле, ќе се види на следните избори. Може би Петреска нема да биде градоначалник, може некој ден градоначалник, па ќе ги троши тие пари. Што толку ве фаќа паника? Може Петровска си ги чува за вториот мандат. Значи, видате ги тие аргументи, не само кај се парите на битолчани. Тука се парите на битолчани. Видливи се. Ќе ги видиме. Дали ќе ги потрошиме во иднина, дали во овие 4 месеци. А она што ни го дава централната власт, бидете благодарни.
И дај Боже да ни дава и виднина. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој по прв пат бара збор? Овој Литошевски еден. И до колегата Илиевски, и до колегата Чулаковски. Значи можеме тука да зборуваме од оваа говорница, буквално се ни е дозволено да зборуваме, меѓутоа, ако веќе зборуваме ако сакаме да бидеме на вистина коректни во излагањата, мислам дека треба да се повикаме на бројки и што е се она направено претходно, значи најдобар одраз се бројките. Во делот на капиталните расходи, значи ве подсетив на една од претходните седници, значи во делот на капиталните расходи, во трите најлоши години на ВМРО ДПМН реализирани се 644 Сега нема да ви милиони. дозволам поќе Значи, првиот пат ви дозволив да зборувате се и се што сега не може. Бев поименувам од Сега втор пат не може. Сега ве молам за точката. Ајде, првиот пат зборувавте за се и се што. Еве за точката. Ајде за точката да видиме. Значи од тука беа изнесени. Значи нема да ви дозволам. Ама еве пред малку на колегата Стојчевски како му дозволи? Значи на сите по прв пат, втор пат не може да зборувате за се и се што. Не може цел ден сега зборувате злоупотреби и после. Ама ако Значи, ако така ви одговара, тогаш Не дајте ни да одговара. направиме промена на деловникот за работа на Советот. Првиот пат ви дозволив, зборувавте за брошури, нигде брошурата не е точка на дневен ред. Нигде, никаде. Еве кажете ми кај. До 10:30, значи Не ви реков. 10:30 имаме едни правила. Реагира- Тука од 10:30 натаму. Реагираја советниците, реагираја процедурално и се во право, бидејќи не зборувавте за точка на дневен ред. Еве сега ве предупредувам дека не зборувате за точка на дневен ред, а ако зборувате за друго ќе ви го одземам зборот. Значи Вистина зборувајте е- за точка на не, дневен не, ред. Еве имавте надвор изјава, си кажавте тоа што сакавте, вака. вечер пак користете Facebook, Instagram, таму што сакате може да пишувате и да зборувате. Точно така. Ајде сега за точката на дневен ред, по втор пат добивате збор. Немам намера. Господи Дракалска, вие кои допред малку Ајде зборувавте, сега. ама така е. Вие допред малку кои зборувавте дека треба да се држи нивото овде на дискусија, сега вие упаѓате прва со збор. Не, Како не, одместо сега до фрла. Ви кажа да, значи не се расправајте одместо, ако имате збор за точката, повелете, значи ве молам без дофрлање, да не одвлекуваме, треба да завршиме до 12 часот. Ајде, Само да еден не коментар. одолговлекуваме. Само еден коментар. ќе Повелете дам. Тошевски И ќе ја на напуштам темата, ве И ќе ја молам. напуштам говорницата. Ајде. Еден коментар ќе дам и ќе ја напуштам говорницата. Јас и на една од претходните председателе седници кажав, и на ова ќе кажам, и тоа е мојот став и ставот на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата. Значи влегуваме на вистина во финале на владењето на СДСМ и Петровска обителова, 4 годишен изминат мандат и мислам дека во интерес на граѓаните и на јавноста не правиме никаков греф доколку се навратиме и зборуваме за поголем број проблеми кои се некако поврзани со точка на дневен ред, а се однесуваат на граѓаните. Значи секогаш И кога уште ќе една работа, имате, само да кога ќе дополнам, имате и точка уште за една која работа може да дополнам, зборувате, ќе ве зборувајте. Ќе ве молам уште една работа да дополнам. Вие бевте тие кои што најмногу зборувавте за транспарентно работење, за слобода на говор, а сведоци сме не само на оваа седница, туку на еден куп други седници наназад, каде што навистина сме ограничени од вас за слободата на говор. Ви благодарам. Значи имате право, кога ќе имате точка на дневен ред, да зборувате за точката на дневен ред. Кога ќе имате за други теми точки на дневен ред, тогаш зборувајте за точките на дневен ред. И тоа е правило кое ќе го почитуваме и ќе го почитуваме и од првиот до последниот ден. При казната дека е при крајот мандатот, па сега вие имате право да зборувате за се и се што не врви. Значи таква приказна
Таква приказна не врви, така да дали некој има дали некој бара збор? Нормално расправата се тече. Габриела Илиевска. Почитувани присутни, јас само една реченица имам да кажам, бидејќи бев и јас инспирирана од колегата Илиевски. Колега Илиевски, 10 брошури може да испечати само некој со сопствени пари, или вашата партија, или вие, а општина Битола, додека работи за граѓаните на општина Битола, не може да ги троши тие пари за себе промоција, за нешто што ја обврска. И сметам дека не ви беше вкусен коментарот дека не една, туку 10 требало да испечати брошури, бидејќи точно вие и јас и колегата до вас, кој сега вели дека тука се парите на битолчани, кај се ќе излезат, не знам кај ќе излезат и кај ќе ги видиме, од оваа говорница громогласно сме се бунеле за секаков вид на трошење на пари, на ваков вид на трошење пари. Ќе ги спомнам отчетот на Талески, кој тука го павкавме на говорница, и обидот да сними филм. Затоа ќе ве молам да се подсетите како сте критикувале трошење на пари на граѓаните тогаш и како сега со невидена леснотија велите од тука дека не една, туку 10 брошури требало. Зашо? Сите живееме во градот, сите излегваме по улици, сите гледаме кај возиме, сите гледаме дали има дупки, сите гледаме дали чинат улиците. Како вие живеете во друг град, ние во друг град, па снимате улици кај што ние не можеме да ги видиме? И на крај ќе ве замолам да престанеме со дебата, бидејќи ќе испадне на крајот дека некој ја обструира тачката, а ни кажавте дека сте врзани со рок, па јас еве ќе ве замолам сите за наредната седница да ја оставиме дебатата и да пуштиме одлуката, а во меѓувреме размислете за оставките, имате уште 15 минути. Ви благодарам за добрите совети. Може би ќе ве послушаме. Процедурално, председател. Значи, Процедурално. повелете колега Тошевски, ајде процедурално. Ево, објаснете ми само дали овој говор пред малку сега беше согласно точката. Апсолутно не, апсолутно не. Тогаш- Само што сакав да ја прекинам колешката, престана да зборува и си отиде на место. Да. Очигледно дека Колега- ви одговара. Очигледно дека дозволувате да очигледно дека дозволувате да се зборува за тоа што ви одговара, а за тоа што не ви одговара не дозволувате. Борче Колевски има збор по точката број 1 одлука за финансирање за проект реконструкција на коловоз локален пат за село Брусник Битола. Ви благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувана јавност. Во однос на единствената точка на дневен ред е реконструкција на коловозот, односно патот до селото Брусник. Постојано, почитувани граѓани, денес на оваа седница слушавме од колегите од опозицијата од ДПМН крајна година, предизборна година во 20 пати, според нив почитувани граѓани, секогаш кога ќе има избори, не треба ништо да се прави, не треба нити локалната, нити централната власт нешто да прави што е во интерес на граѓаните, велат ние ќе го поддржиме, ама ако може да не се прави сега, од тие предизборна година, па со тоа ќе се фалите. Ние во изминатите 4 години, или 3,5 години до сега, имавме 3 изборни циклуси, така да, според нивниот превод, или она што тие го барат, не требаше ништо да правиме, не требаше ништо да финансираме, во ништо да не учествуваме, почитувани граѓани, бидејќи нормално за нив најбитни се изборите и дали тие повторно ќе се вратат на власт. Наместо доколку сакаат да зборуваат што и како е направено
или колку е во интерес или предизборно за она што тие го направиле или го ветиле или планираат или е подобро конструктивно да реагираат, се насочија на дневни теми околу тоа и што и фали на Битола. Добро е да говорим и на таквите теми. Добро е што председателот на Советот им дозволи да се искажат, бидејќи им тежи, сакаат, сега се во трка, дали ќе бидат, дали некој повторно нема да го играат на листата или така натаму. Меѓутоа, за вас, почитувани граѓани, особено кога зборуваме за изградба и реконструкција на коловози кон руралните средини, слична како ова имавме во повеќе правци и немавме поддршка од опозицијата, нити за реконструкција повторно беше предизборно кон патот за Бистрица, Барешан и Велушина надолу. Никому ништо. Нити ја поддржаа, нити се извина, нити пак појда во тој период, во тој реон, нити ги добија гласовите во трите циклуси. Имаше реконструкција на патот и се смејуваа кон делот на Малоишта, Брајчино и така натаму. Повторно ништо. И за нив беше предизборие. Реконструкција на патот кон Лавци, повторно ништо беше за нив. Повторно не представуваше никаков проблем. Нити им се извинија, нити ги посетија, нити ги добија гласовите. Реконструкција кон останатите рурални средини кон во делот Новаци, Долно Ризари, веќе не говорам затоа што тие направиле многу во 14 години, 13 години локална власт. И останатите правци, кои што и тие се Битола, и тие имаат потреба од реконструкција и зафати за кои што ги плаќаат своите даноци. Имаат забелешки кон реконструктивните зафати кои што се во делот на градот, и тоа е во ред. Меѓутоа, нивните кампањи, кои што гледам сакаат да ги започнат од тука од говорница, борејќи се внатрепартиски да се најдат на листите, мислам дека не е место, нити пак е одговорност према граѓаните. Особено, денес кога зборуваме за една точка која е во интерес токму на нив. Ваквите поддршки, декларативни, од опозицијата, ги немавме во целиот процес. На претходната седница зборувавме за јавните предпријатија, доколку беа загрижени, ќе беа присутни, ќе говореа. Зборувавме за образованието, доколку беа заинтересирани, ќе присуствува и ќе говореа. И за ред други работи, но нив нити ги имаше, нити ги интересираше. Се до овој момент, кога кај нив течат анкетите кој да биди, а кој да не биди. Нека ви е со среќа, колеги, но граѓаните, без оглед што е предизборна година или не, проектите и заложбите треба и мора да течат. Такви изборни години ќе има и во иднина, биле и во минатото, меѓутоа не значи дека треба да се поддржи вашиот предлог секогаш, а тоа е веќе во секоја година, бидејќи после сите порази барате нови избори, тоа не значи дека не треба ништо да се прави. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, заклучувам претресот и одлуката за кофинансирање за проектот реконструкција на коловоз локален пат за село Брусник Битола е ставам на гласање. Кој е за, молам на кај рака. Против? Воздржани? Нема. Едногласно од присутните советници е усвоена одлуката. Со тоа дневниот ред за денешната седница е исцрпен. Ја заклучувам седницата и благодарам за присуството.